За неверните фанови да не ги стрефи струен удар, BMW паралелно подготви новитети задвижувани со класични мотори. Така серијата 4 која беше представена лани ова време сега доби и Гран Купе верзија, која е пандан на електричниот i4. Освен неколку стилски детали, тие дизајнерски не се разликуваат. Бубрезите се со иста големина, а задниот дел и силуетата се идентични. Внатрешноста малку е поинаква, но генерално амбиентот е тој, модерен и исполнет со нови технологии. Иста е и механичката основа базирана на CLAR платформата, но нема да се произведуваат во иста фабрика. Вистинската разлика е под хаубата, каде кај Гран Купе серијата 4 на почетокот ќе чука само бензинско срце во две изведби. 4-цилиндричната ќе има 2 литра и 245 коњи, а 6-цилиндричната 3 литра и 374 коњски сили. Понудата во иднина ќе биде проширена со уште еден бензинец од 184 и еден дизел од 190 коњи. Продажбата ќе започне во ноември по цени кои во Германија ќе стартуваат од 46.000 евра. BMW истовремено настапи со обновените верзии на сегашните генерации на X3 и X4. И двата модела имаат дотеран преден дел со изменети браници и нови светла кои им даваат поагресивен изглед. Назад корекциите се помали, а внатрешноста е модернизирана со очекуваните трендовски додатоци. Тука спаѓаат head-up дисплејот, инфозабавниот систем со голем екран и избогатената листа безбедносни асистенти на возачот. М верзиите имаат и подобро потполнет пакет спортски додатоци. Во палетата мотори, која технички унапредена, посебно се истакнува 292 коњски сили моќниот плагин хибриден погон достапен само кај X3. Најинтересни сепак остануваат M-Competition верзиите, чиј 3-литарски твин турбо мотор испорачува поголем вртежен момент. Вкупната моќност останува 510 коњски сили, кои ќе ги дотераат X3 и X4 до 100 км на час за 3,8 секунди. Сите верзии на овие два кросовера стандардно се опремени со погон на сите тркала и 8-степена автоматика. Производството ќе им започне во август во американската фабрика на BMW, а публиката во Европа за прв пат во живо ќе ги види на салонот на автомобилите во Минхен еден месец подоцна.